Почитувани граѓани, почитувани медиуми, кацарска судството денеска е целосно разобличено во очите на јавноста. Симнати се маските од Луи Витон правдата и тоа не од сведок со сомнителни биографии, туку од обвинители, односно од обвинител кој постапува по активни предмети. Според тврдењето на сведокот Лиле Стефанова, обвинител во предметот Империја, судијата Добрила Кацарска директно се јавувала кај сега веќе обвинетата Катица Јанева за да влијае врз истрагите. Обвинителката Стефанова, под полна морална и правна одговорност, денеска сведочеше дека Добрила Кацарска постојано била присутна додека се одлучувало околу барањето за притвор на еден од осомничените во предметот Империја и се интересирала за текот на постапката. Почитувани, ова е класична злоупотреба на овластувањата и мандатот кој што го има еден судија, односно Добрила Кацарска. Почитувани, еве што изјавуваше во јавност Добрила Кацарска во врска со предметот Империја уште во март минатата година. Предлагам да видим едно видео. Под полна морална, материјална и кривична одговорност пред цела македонска јавност кажувам дека не сум реагирала кај ниеден судија. Кај кој тоа судија требаше јас да реагирам, ве молам? Кај судијата на претходна постапка што го работеше овој предмет. Немојте. Немојте, ова е изјава на Добрила Кацарска токму во телевизијата која што е директно, односно чиј собственик директно е вмешан во случајот Рекет. Значи, не само што ги злоупотребувало властувањата и мандатот кој што го има, според ова што можевме да го видиме и чуеме, уште во март 2019 година Добрила Кацарска свесно лажела и ја манипулирала јавноста. Согласно Законот за судски совет, член 36, советот е надлежен да ја следи и оценува работата на судиите и да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството. Сведочењето на Лиле Стефанова е аргумент кој судскиот совет не смее да го изигнорира. Советот мора веднаш да отпочне постапка за разрешување на Добрила Кацарска и да се повика на овластувањата кои ги има во истиот член 36, да одлучува и за временно оддалечување на судија од вршење на судиската функција. ВМРО ДПМН го повикува и јавниот обвинител да не молчи како се до сега што има премолчено, да не замижува како што мижи до сега и да се прави слеп пред сите овие случаеви и пред очигледните злоупотреби, да отвори кривична постапка против судијата Добрила Кацарска за злоупотребите на службена положба и овластувањата кои што ги имала како судија. Благодарам. Дали има прашања? Социјалдемократите најавуваат дека законот за јавно обвинителство ќе влезе во постапка од утре. Ајде уште еднаш ставот на ВМРО ДПМН за утрешната јавна расправа и како ќе се однесувате кога законот ќе почне да се разгледува во комисија, на пленарна седница, амандмани ќе поднесувате или? Учествувате на јавната расправа? Најнапред да ви одговорам, да, ќе учествуваме на јавната расправа, бидејќи побарано од страна на ВМРО ДПМН во јавната расправа да се вклучат и експерти, постојани луѓе кои што се во фелата и така натака, не да биде ограничена само на луѓе кои што им одговараат на владата и на Рената Десковска. Во однос на законот за јавно обвинителство, токму една од причините е токму и овој случај со Добрила Кацарска како пример зошто ни треба да се донесе закон кој што ќе биде еднаков за сите граѓани. Во однос на истакнатите аномалии кои што ги предочивме на пресконференција од страна на претседателот Мицковски за законот за јавно обвинителство, најнапред да почекаме утре да се одвива јавната расправа. Таа претпоставам дека ќе трае можеби подолго од она што очекува владата, бидејќи има многу аргументи каде што многу експерти кои што се предложени да ги изнесат во однос на влегувањето во собраниска процедура и постапка. Тоа не е ништо ново за владата на СДСМ. Се она за кое што им се брза да го поминат на шверцерски начин, токму ова го прават, на некој начин ја силуваат демократијата во собранието. Она што можам да го кажам за утре е дека ВМРО ДПМН е концентрирана на јавната расправа. За сите останати чекори во однос на собраниските процедури дополнително ќе бидат известени од страна на пратеничката група.